Како ти звучи тоа прво сега некој кој ќе рече инфлуенсер? Знаеш како луѓето не го разбираат зборот инфлуенсер, сите мислат дека инфлуенсер е некој што се слика и се постира на Инстаграм. А никој не сваќа дека тоа е full time job. Значи буквално full time job, затоа што следбениците секој чекор те го следат. Значи мене ми се случува да ми праќаат скриншотови од лани што сум постирала, да ме прашат за нешто, за совет. Значи тоа се чуваат во датотеки, јас буквално така. Како започна сета таа моја приказна, многу спонтано. Јас почнав да едитирам видеа, да учам едитирање на видеа и правење на рилсови, тие транзиции по кои што нели е познат мојот контент, за да си го промовирам мојот бизнис. Значи мојот бренд. И едноставно сватив дека треба да го знам тоа и да го научам. Него работев тоа ради инфлуенсерство, ради работа. Значи јас не бев инфлуенсер. Ќе ги легнев децата и навечер ќе седнав, гледам туторијали, пробувам, истражувам како се монтира, снимам, монтирам, постирам, гледам како тоа функционира на Инстаграм, колку тоа има гледаност. И сватив дека ствари тоа им се свиѓа на луѓето што го работам. Тука почна и ангажирањето од... почна, извини што прекинав, почна да го градиш профилот на твојот бренд или веднаш твојот личен профил? Не, на мојот личен профил, па во колап си ставав со мојот бренд и така уствари си правев обострана... Што е подобро секој случај. Да, си ставав и кај мене. Да, пошто знаеш како, јас сватив дека порано кога ангажирав модели, манекенки за да правиме нели фотосесии и сето тоа не продаваше. Луѓето сака лично јас кога ќе го облечам и кога ќе го како јас ќе го искомбинирам, како јас мене да ме видат. Како ќе го објасниш? Да, мене да ме видат. Личниот момент. И кога ќе ме видат мене, многу повеќе веруваат на мене и ќе го купат тоа отколку кога ќе го видат тоа на некоја моделка, манекенка. Јас сватив дека јас имам влијание врз луѓето. И така дојде до тој момент на инфлуенсерство, до тој момент кога маркетинг агенциите почнува да ме ангажираат мене. Јас можам слободно да кажам дека мене одскочна даска во инфлуенсерството, нели, во градење на брендот инфлуенсер Маја Кикириткова, е ангажирањето на минатогодишниот проект на What the Fanta. Значи јас слободно можам да кажам дека мене тоа ме издигна на еден повисок левел. Кога ме ангажира од маркетинг агенција за What the Fanta, јас тука почнав така малце на по-професионално ниво да ги правам рилсовите заедно со видеограф, нели нормално по мои сценарија, и од тука уствари почна и други маркетинг агенции да ме ангажираат и еве веќе скоро 2 години го работам професионално ова, каде што имам сериозни брендови кои што ги рекламирам, така да кажам.